Добро дојдовте во темата на неделата. Овој пат ќе говориме за парадоксот како може при голема невработеност да има недостиг на работна сила. Во Македонија и покрај високата стапка на невработеност има постојан недостиг на квалификувана работна сила. Меѓу причините се набројуваат иселувањето, родителските сугестии, несоодветното државно образование. Сепак, најголем удел за тоа имаат малите и непривлечни плати. Бараат работа, не сакаат да најдат. Со овие зборови ни се обради продавачката на бели пецива во центарот на Скопје. Кога ја прашавме за огласот закачен на незината продавница со месеци, на кој бараат работник, одби да зборува. Сама сум и немам време од муштери, одговори таа. Според податоците на Агенцијата за вработување, во Македонија периодов има нешто над 20% невработени. Висока стапка невработени кои што во земјава се провлекува со децении, но истовремено со ваквите податоци има и недостиг на квалификувана работна сила. За конкретни области упатените велат дека за тоа има повеќе причини. Родителите кои влијаат врз децата им сугерираат за изборот на образованието. Немање желба кај луѓето за личен напредок, државното образование кое треба да следи за што има побарувачка, а за што не. Ова, според Дарко Велков, собственик на фирма за вработување, се само дел од причините за ваквата слика на работната сила во Македонија. Секако огромен удел имаат и платите, додава тој. Ние што сме собственици на компаниите, мора да дадеме максимум за да ги задржиме добрите вработени. Кој ќе кажем максимум, значи максимално инвестирање во нивна обука, максимално тоа што може компанијата да го издржи е да даде за повисока плата неголи што колку и да не сака. Дојдено е време кога добрите луѓе мора да бидат добро платени. Во моментов најмногу се бараат општи физички работници вработени во автомобилската индустрија, во гостителскиот сектор и други, вели Велков. Оние кои што ќе биде проблем се по мене рударската индустрија ќе биде голем проблем за некои 5 до 7 години. Ќе бидат сите занаетчиски професии. Буквално нема да може да се најде човек плочки кој што ќе мести водоинсталатор, човек кој што ќе да речеме цевките ќе ги прави или шо и да треба, кујна да мести, столари нема никакви. Значи се работи за позиции кои имаат трајни знаења, кои што се добро платени овдека. За недостигот на работници во одредени сектори влие и селувањето, бидејќи граѓаните сметаат дека во други земји ќе имаат и подобра плата за своите квалификации. За надминување на сето ова, според упатените, неопходна е национална стратегија. Хрватска страда од голем недостиг на работна сила, најмногу во незините туристички одморалишта. Тоа велат ги зголемува пречките за поголем економски раст и ги намалува хрватските надежи за фаќање приклучок со поразвиените европски земји. Проблемот е одраз на малите плати и недоволното образование во економија во која се уште доминантно влијание има државата. Тоа предизвика многу млади хрвати да најдат повозбудлива исполнета работа во богатите западни земји на Европската унија, велат аналитичарите. Според Националното здружение на работодавачи, хрватските фирми не можат да пополнат најмалку 30.000 работни места, главно во туризмот, кој сочинува речиси 20% од бруто домашниот производ, како и во градежништвото, малопродажбата и производството. Радно интензивна делатност е највише погоджена, ту су наравно сви ови кои су у некој прераđivačкој индустрија, уклучувачи и прехранбену. Ова во време кога Хрватска и другите европски медитерански туристички центри се борат да се справат со огромен број луѓе кои пристигнуваат со ефтини летови и крстосувачки бродови во летната сезона. Загребското здружение на собственици на ресторани и барови вели дека во првите 9 месеци од оваа година имало речиси 800 неодговорени огласи за готвачи и речиси 1500 за келнери во градот од 800.000 жители. Pa pazite, s jedne strane ni poslodavci znači nemaju nekakvu sigurnost, konstantno se mijenjaju zakoni, nameti, sama davanja državi su užasno velika, tako da i poslodavcima je problem isplaćivati velike plaće. И јавниот сервис во најновата членка на Европската унија исто така е погоден од оваа појава. Хрватскиот синдикат на медицински сестри соопшти дека во Универзитетската болница во Загреб фалат околу 300 медицински сестри,
бидејќи повеќето отишле на подобро платени работни места во други земји членки на Европската унија. Бизнисмените гладни за работници лобираат кај владата во Загреб да ја подигнат годишната квота на странски работници, која ова година изнесува над 38.000 лиценци. Но квалификуваните работници од помалку развиените европски земји тешко може да се намамат, бидејќи може да најдат подобри платени работни места малку позападно од Хрватска, например во богатите Австрија или Германија. Mi moramo, kao i neke druge zemlje, krenuti ići organizirano neka tržišta gdje mislimo da možemo naći radnu snagu. Recimo, priča se dosta o Ukrajini i Filipinima. Медиумите известуваат дека хрватите кои работат во хотели во Австрија заработуваат најмалку двојно повеќе од она што го заработуваат ова. Просечната плата во Хрватска во септември изнесуваше $950, далеку под западноевропските нивоа. Ekspanzija državnog sektora je istiskala zapravo potencijale i mogućnosti razvoja i stvaranja novih radnih mjesta u privatnom sektoru. Ekspanzija državnog sektora je bila praćena snažnim rastom poreznog opterećenja. Освен увоз на работници, решението се гледа и во тоа да им се дозволи на пензионерите, кои сочинуваат околу 1/4 од 4 милиони жители во земјата, да работат со скратено работно време, без страв од губење на пензиите. Но за долгорочно решение, според познавачите, е неопходно намалување на бирократијата и на даноците, како и вклучување на повеќе млади луѓе во програми за стручна обука. Толку ова издание на темата на неделата. Нашите Facebook, Twitter и YouTube се отворени за вашите коментари и мислења за невработеноста, односно зошто некои слободни работни места остануваат непривлечни. До гледање.